Германија побара од НАТО да воспостави, заедно со Русија, систем за рано предупредување за да се спречи ризик од случајна воена ескалација меѓу двете страни. Ова барање следуваше откако представници на Алијансата предвидуваат дека ќорсокакот меѓу Западот и Русија ќе потрае подолго време. И НАТО и Русија ги интензивираа воените вежби по московската анексија на украинскиот полуостров Крим. Во меѓувреме, Русија ги засили нејзините патроли на воздушниот простор и на море околу Европа, што според оценките представува опасност за случаен воен судир. Откако НАТО ја суспендира соработката со Русија, шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер повторува дека има неколку можности за размена на информации меѓу двете страни во врска со нивните воени вежби и активности. Ich finde nur, dass wir gerade auch mit Blick auf die Entwicklung des Ако го гледаме конфликтот во Источна Украина, ние сме должни да размислиме за тоа како не треба да дозволиме ситуацијата да не излезе од контрола и да се препуштиме на воениот автоматизам. Политичката работа е неопходна, но исто така треба некои вести да бидат потврдени од независни канали, изјави Штајнмајер по состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во Брисел, кој дискутира за украинската криза. НАТО ги има затворено сите политички контакти на високо ниво со Русија, а амбасадорите на Алијансата и на Русија само 2 пати се сретнаа откако избувна кризата во Украина. Еден дипломат изјави дека неколку земји, вклучувајќи ги Франција, Германија и Италија, го поддржале предлогот за искористување на постојниот совет НАТО-Русија како механизам за спречување на ескалацијата. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, изјави дека ќорсокакот меѓу Русија и Западот би можело да потрае подолго време. Промените што ги видовме во Европа може да бидат нешто што нема за кратко време да не врати во нормална состојба. Јасно сакам да констатирам дека НАТО не бара конфронтација со Русија и не сака нова студена војна, но не можеме да правиме компромис за принципите што многу децении се основа за безбедноста и мирот во Европа, изјави Столтенберг. НАТО неколку пати повтори дека нема планови да интервенира во Украина, која не е членка на Алијансата, но НАТО ги засили источноевропските сојузници загрижени за натамошните руски намери.